Компанијата Euromaks најавува нови партнери кои што ќе инвестираат во проектот за рудникот за злато и бакари Ловица Штука. Според соопштението на Euromaks, канадската групација Trafigura Group купила акции. Овој е одговорот на Euromaks на барањето на владата да се преиспита исполнувањето на договорот. Тие тврдат дека ќе работат по најсовремена технологија и дека се откажале и од употребата на цијанид во процесот на преработка на рудата. Но аргументите на Euromaks не влијаат на мислењето на најголемиот број жители во селата и Ловица и Штука. Тие велат дека ридот со рудникот им е надглава и не сакаат од него да се вади рудата. Ја на 100 метра е тука. И зашто што ќе направим, ние треба да ни строват сите. Треба да умреме сите и деца и ние. Ни риби ќе има, ни вода ќе има, ни ништо ќе нема. Ја дека на 100 метра. И не треба рудник тука се отвара. Не треба. Има фамилии. Зашо ќе не е пари кога ќе нема фамилија? Да плаши близината на рудникот? Да, многу е близко. Ја го тука е. Ја рудник, ја тука. Ја го рудникот е то. Право ридо. Истекува рокот од 7 дена кој што му го даде владата на Министерството за економија, во кој што треба да се провери дали се исполнети условите за еднострано раскинување на договорот за концесија за експлоатација.